Без тестирања и без интервју, Фондот за иновации вработил хонорарци за кои од касата одвоил 1 милион евра. Со низа нерегуларности, фондот ангажирал надворешни соработници кои го чинеле речиси 750.000 евра, а над 260.000 евра одвоил за стручњаци кои требало да ги оценуваат проектите за финансиска подршка за микро, мали и средни предпријатија, за иновации и технолошки развој. Сето ова го открива Државниот завод за ревизија. Според ревизорите, фондот нетранспарентно и субјективно постапувал кога склучувал договори и им ја одредувал платата на ангажираните на подолг временски период. Со извршениот увид во реализацијата на јавните повици утврдивме дека во одлуките за финансирање донесени од Комитетот за одобрување на инвестиции не е определен рок за склучување на договорите за доделување на средства, а корисниците не доставуваат на време квартални завршни извештаи за претходно спроведени активности, што придонесува за пролонгирање на времето на реализација на проектите. Освен овие 1 милион евра, фондот склучил и 4 рамковни спогодби за мониторинг на проекти кои чинеле неверојатни 1 милион и 650.000 евра во истиот временски период од 3 години. Но и покрај бројните нерегуларности во вработувањето на фондот, ревизорите не нашле соодветен кадар кога ги посетиле канцелариите. Со извршената анализа на актите за систематизација и организација на работните места, со ревизијата се утврди дека истите не соодветствуваат со надлежностите, тежината и обемот на задачите на ФИТР, односно од систематизирани 16 работни места, пополнети се само 8. Ова не е прв пат владина институција да се расфрала со пари за привремени вработувања. 160.000 евра чинеа тајните хонорарци на Артан Груби, ангажирани за само 12 месеци. Иако Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците има над 350 вработени, првиот вице-премиер плаќал и за дополнителна работна сила, обелодени истражувачката мрежа БИРН.